Добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Дојдовме до извештајот на оценската мисија на Европската Унија за судскиот совет. Откриваме кои се препораките. Оваа нова градба која наликува на хангар расте без одобрение и тоа на државна земја. Обидот на општина Ѓорче Петров да ја сруши е осуетен од инспекторатот за градежништво кој го води Фатмир Арифи од ДУИ. Обновена иницијативата за изградба на холивудски студија во земјава. Сериозни луѓе, да кажеме, стојат во позадина на самиот проект. Дали се истите поврзани со стратешкиот проект за кој што е аплицирано во владата пред неколку години, искрено не знам. Некогашните потенцијални инвеститори се поделиле. Ali neće ići tako jednostavno kako su neki zamislili. Една поинаква приказна за бугарско-македонските односи. Ние сме хората, които изграждаме мостове и между държавите, между македонци и българи. Просто това е нещо, което има смисъл, докато политиците по-скоро са готови да разрушат тези мостове. Пламен Тотев превел и издал во Бугарија 70 дела од 40 македонски писатели. Israel is being accused that is using extreme force that has resulted in a lot of deaths, mostly among civilian population. The Hamas is using the civilian population in Gaza as a human shield. Интервју со израелската амбасадорка Симона Френкел. Ова беше најавата за темите што ги третираме во ова издание. Почнуваме со деталите од извештајот на оценската мисија на Европската Унија за судскиот совет, чија содржина досега не е јавно објавена. Амбасадорот на Европската Унија неодамна порача дека ако препораките кои не бараат законски или уставни промени се спроведат во следните неколку месеци, тоа би било револуција. Зашто конкретно станува збор, открива Александар Димитриевски. Овие фотографии се направени деновиве. Ги објави судскиот совет без да ја открие локацијата. Заедно со соопштение дека членовите се на 3-дневна работилница по повод извештајот на оценската мисија на Европската Унија за функционирањето на судскиот совет. А извештајот чекаше на разгледување месец и половина откако на почетокот на декември, на брифинг со новинарите без камери, евроамбасадорот Девид Гир кажа дека документот е готов и испратен до институциите. Извештајот тогаш не беше објавен, а и не се планираше такво нешто. Но додека надлежните тактизираа со неговото разгледување, документот го најде патот до нашата редакција. Сена се има 33 страници. На нив се напишани 40 препораки. Што се треба да се смени за судскиот совет да ја зајакне независноста, непристрасноста и кредибилноста. Препораките се темелат на затекнати, односно наталожени состојби. Например, еве како е угледана фактот што кога има избори за член на судскиот совет од редовите на судиите, се јавуваат малкумина, а понекогаш и само еден кандидат. Ова може да се припише на мешањето на политиката во процесот, што резултира со тоа потенцијално соодветните кандидати да се обесхрабрени од конкурирање за членство во судскиот совет. Понатаму, нотирана е оставката на председателката Павлина Црвенковска од 2022 година која, подсетуваат експертите на ЕУ, изјави дека веќе не може да го поднесе притисокот од судската и бизнис елита. Пораката до судството се вели во извештајот, била дека советот не може да се заштити од внатрешни и надворешни притисоци. Поради тоа се поставува прашањето како членовите на судскиот совет може да го заштитат судството од такви влијанија, ако не можат да се заштитат ниту себе си. За обвинувањата, судскиот совет не презеде никакви дејствија, ниту пак таквите обвинувања ги истражи јавното обвинителство. Во извештајот јасно е наведено и дека разрешувањето на наследничката на Црвенковска, Весна Дамева, било противзаконско. Освен што се критикува однесувањето на советот, се критикува и однесувањето на политиката, бидејќи на целата лакрдија кумуваат токму членови на советот избрани од собранието. Друг аспект е дека во собранието ниту владеачките пратеници, ниту опозицијата презедоа некакви чекори за да ја поправат состојбата по разрешувањето на поранешниот председател на судскиот совет. Не беше иницирана ниту процедура за интерпелација на членовите кои се избрани од собранието.
Извештајот изобилува и со многу други забелешки, кои за волја на вистината веќе биле констатирани од дел од невладениот сектор или одредени медиуми. Разликата е што не е лесно да се дискредитира ЕУ, кога не одговара на пишаното. Но било што било, целта на документот е да даде насоки како да биде подобро. Од 40 препораки, 17 според оценската мисија треба и може да се спроведат на краток рок. 17 препораки се среднорочни, останатите 6 се долгорочни. Меѓу оние работи што треба брзо да се средат е барањето владата конечно да почне да исплаќа буџет од 0,8% од БДП на судската власт, како што е утврдено со закон, а не 0,3% како што е пракса секоја година. Се предлага исплатата да оди директно, без сегашната процедура на одобрување на буџет. Се бараат и законски измени со кои членовите на судскиот совет кој ги избира собранието би се бирале како членови на антикорупцијска, со јавно сослушување и учество на лица надвор од политиката. Се бара и потесна дефиниција на терминот истакнат правник, кој често се злоупотребува. Измени се предлагаат и при изборот на членови од редовите на судиите, да има цензус при гласањето, ако го има само еден кандидат, да може да се гласа и за, но и против. За овие, но и останатите препораки, став побаравме од граѓанскиот сектор кој во извештајот е издвоен како непостојан контролен механизам на судскиот совет, па дури се препорачува член на судскиот совет од редовите на невладините организации. Со документот отидовме во седиштето на коалицијата Сите за правично судење, организација која надгледува работата на судскиот совет. Откако оставивме доволно време за да го прочита документот, прво што го прашавме извршниот директор Дарко Аврамовски е како треба да се толкува препораката да се отстрани обврската, владата да го одобрува судскиот буџет. Не можеме да зборуваме за вистински независен буџет и независно планирање на средствата на судството, доколку истото зависи од претходно одобрување од страна на извршната власт. Во таа насока собранието пред некоја година, исто така кое претходно зависеше од вакви одобрувања од Министерството за финансии, изгласа да има ваков посебен буџет за себе како засебна законодавна власт и сметаме дека истиот пристап би требало да биде и за судскиот совет, односно за судовите. Нашата следна точка на разговор беа препораките за воведување дополнителни услови при избор на членови на судскиот совет. Оние кои ги избира собранието, освен што се бара да се бираат на јавно сослушување и сучество на стручната јавност, ги засега и друга препорака. Тоа е барањето потесно да се дефинира институтот истакнат правник, бидејќи досега често се случуваше никој да не слушнал за истакнатите правници кои ги предлага и избира политиката за членови на судскиот совет. Кај непосредните избори на членови од редот на судиите пак се бара да има цензус. И не само тоа, ако има само еден кандидат, како што се случува понекогаш, да може да се заокружи и за и против. Години и години наназад имаме истражувања кои укажуваат не само дека јавноста секако нема доверба во судството и во судскиот совет, меѓутоа уште пострашно е што самите судии немаат доверба во судскиот совет. Тоа неминовно значи дека мора да се превземе нешто да видиме како се бираат овие членови и како може да се направи таа постапка да биде потранспарентна за барем судиите да имаат доверба во оние лица кои самите ги бираат, затоа што мнозинството од членовите на судскиот совет се избрани токму од страна на судиите, а судиите, речиси 3/4 од судиите не веруваат дека судскиот совет се грижи за нивната независност, професионалност и така натаму. Усвојување на записник од 466. Меѓу препораките повторно се теми на кои интензивно се работеше во изминативе години. Советот да биде потранспарентен, да се почитуваат критериумите при избори и напредување на судии, да има и старшин кога некој судија добива промоција, а друг не. Во суштина, најголемиот дел од препораките кои ги добиваме и критиките кои ги трпи судството и нашата држава воопшто не би биле дадени доколку на вистина се стремиме да ги имплементираме оние законски решенија во смислата на нивниот дух, што сакаме да постигнеме со таквите решенија. И токму заради тоа
Впрочем, сме имали во минатото овакви неуспешни обиди за реформирање на судството, токму заради тоа што сметаме дека има некое еднократно решение и дека само ќе го смениме законот и потоа не треба да се обрнува внимание и да се вложува труд во имплементацијата на оние правила кои што сме се нафатиле да ги имплементираме. Меѓу среднорочните препораки пак, дел се однесуваат на мандатот на самиот судски совет. Да се забрани избор за член на судскиот совет во 2 последователни мандата. Да се забрани избор или унапредување на судска функција 1 година по завршувањето на мандатот. Да се намали потребниот број судии за отворање дисциплинска постапка против член на судскиот совет. Заедно со препорачаната професионализација на односите со јавноста, овие мерки треба да придонесат за поотчетен судски совет. На долг рок пак се препорачуваат мерки кои освен промена на закони, подразбираат и промена на устав. Исклучување на министерот за правда и председателот на Врховниот суд како членови без право на глас. Кратење на мандатот на член на советот 6 на 4 години. Членовите на судскиот совет од редот на судиите да продолжат да судат во ограничен капацитет. Кога беше презентиран извештајот, евроамбасадорот Гир кажа дека би било револуција ако краткорочните препораки се применат во следните месеци. Бидејќи месец и пол веќе помина, а од следната недела земјава ќе ја води техничка влада. Таа можност полека бега. Останува да се види дали ако нема револуција, ќе има барем еволуција. По 3 дена кои судскиот совет ги потроши на оваа тема на непозната локација. Обновена иницијативата за изградба на холивудски студија во земјава. Сериозни луѓе, да кажеме, стојат во позадина на самиот проект. Дали се истите поврзани со стратешкиот проект за кој што е аплицирано во владата пред неколку години, искрено не знам. Некогашните потенцијални инвеститори се поделиле. Ali neće ići kako jednostavno kako su neki zamislili. Една поинаква приказна за бугарско-македонските односи. Ние сме хората, които изграждаме мостове и между държавите, между македонци и българи. Просто това е нещо, което има смисъл, докато политиците по-скоро са готови да разрушат тези мостове. Пламен Тотев превел и издал во Бугарија 70 дела од 40 македонски писатели. Israel is being accused that is using extreme force that has resulted in a lot of deaths, mostly among civilian population. The Hamas is using the civilian population in Gaza as a human shield. Интервју со израелската амбасадорка Симона Френкел. Ако се сетите на случајот со дивоградбите на пластичарска во Скопје за кој известуваме повеќе пати во низа, чие планирано рушење го пресретна вонреден надзор во општина Центар од Државниот инспекторат за градежништво, лесно ќе разберете што се случува со дивоградба во општина Ѓорче Петров. Слично како и во примерот со Центар, локалната власт во Ѓорче Петров донела решение за рушење и распишала тендер за набавка на механизација. И само што ја избрала фирмата, во општината, повеќе познатиот рецепт, влегол Државниот инспекторат за градежништво со кој раководи Фатмира Рифиот Дуи и го осуетил уривањето. Славица Филиповска Иванова ја има сторијата. На Скопската обиколница во насока кон Тетово, веднаш по исклучувањето за селото Орман, од десната страна на патот ве пресретнуваат складишта. Ништо чудно за овој потек на Скопје, но еден објект е поинаков од другите. Оваа нова градба која наликува на хангар, расте без одобрение и тоа на државна земја. До неа, како дел од целина, има барака и ограда. Додека снимавме заварувачи, активно работеа на главната конструкција. На тесното патче што води кон дивоградбата затекнавме црн Мерцедес. Штом почнавме да снимаме со дрон, случајно или не, автомобилот замина. 100 метри подолу од објектот, овој човек прво не замоли да препаркираме, а потоа се врати и не фотографираше. Може би случајно, но пред нашето возило застана друго со вклучени трепкачи, но попатно се изгуби од нашиот видик. Според податоците од катастарот, станува збор за парцелите со број 476 и 477,
во катастарската општина Орман, Вонград. Двете парцели, 476 и 477, се на име на државата и како што може да се види се протегаат преку реката Лепенец. Веднаш под нив е приватен имот на известно семејство Фетај од Тетова. Кој е мистериозниот инвеститор кој во овој предел гради на диво, не може да се дознае. Ова е една од вкупно 30 дивоградби во матичната општина Ѓорче Петров, но таа е најгабаритна. Општина Ѓорче Петров на 29 ноември минатата година објавила јавен оглас на кој барала механизација за уривање дивоградби. Тендерот е завршен на 25 декември. Избрана е фирма, но на 3 јануари во општината влегува Државниот инспекторат за градежништво за да направи вонреден инспекцијски надзор. Извршен е увид и препис на 5 предмети за дивоградби. 2 предмета се однесуваат на наведената парцела од ваша страна. Конкретно, КП476 и КП477, катастарска општина Орман, Вонград, за кој овластен градежен инспектор утврдил дека станува збор за дивоградби и за истите донесено е соодветно решение за отстранување. Инспекцијската постапка е во тек. Од општината се воздржани во одговорите на прашањето дали со одредниот инспекцијски надзор сушност се прави обид за саботажа на процедурата за рушење на дивоградбите. Овластен градежен инспектор постапува во рамките на законските можности, согласно Законот за градење и Законот за инспекцијски работи. Имајќи предвид дека станува збор за предмети за кои инспекцијската постапка е во тек, по истекот на предвидените рокови и завршувањето на постапките, доколку инвеститорите не постапат сами по донесените решенија. Во првиот момент кога ќе се створат услови за тоа, ќе спроведе присилно административно извршување по истите. При тоа, општината не знае кој е инвеститорот, оти се гради на државна земја и на диво. Ја прашавме по високата инстанца, Државниот инспекторат за градежништво, зошто направиле вонреден надзор на 5 предмети во општина Ѓорче Петров, кога ќе се изјаснат за нив и дали со надзорите на веќе завршен тендер за ангажирање механизација за уривање, инспекторатот всушност саботира акции на општинарите. Од институцијата со која раководи Фатмир Арифи кадар на ДУИ, нема одговор. Не е прв пат Државниот инспекторат за градежништво да влезе во општина непосредно пред уривање. Минатата година, во очи на акција за рушење на 2 дивоградби на Пластичарска, инспекторатот на Арифи направи вонреден надзор во општина Центар токму за тие предмети. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. Тогаш, Државниот инспекторат со записници констатираше дека општинските служби во Центар неправилно ја водели инспекцијската постапка, па им наложи да ја повторат. Следуваше и обид за управен спор, но судот ја отфрли тужбата на Центар со образложение дека записници не се управни акти. Во меѓувреме, Центар се уште чека инспекторатот да се произнесе по нивните приговори на записниците. Паралелно за Пластичарска, обвинителството констатираше дека во случајот е сторено кривично дело бесправно градење, а пред 2 месеца ни кажаа и дека имаат сознанија за можни сторители. Прашавме повторно во ОЈО Скопје, дали има напредок во истрагата. Во предметот се преземаат действија за идентификација и обезбедување на потенцијалните осомничени лица. За директорот на Државниот инспекторат за градежништво Фатмир Арифи пак, Државната комисија за спречување на корупцијата побара од владата да го разреши и од обвинителството кривично да го гони. Оти во анкетниот лист не пријавил 2 стана и возило. И овој случај досега нема епилог. Дали случајот со Ѓорче Петров е обид за саботажа и дали обвинителството ќе ги прошири проверките и кон Државниот инспекторат за градежништво, ќе продолжиме да следиме и известуваме. Владата еднаш одби да му додели статус стратешки на проектот кој вклучува и изградба на филмски студија кој во неколку наврати ги најавуваше холивудската звезда Џон Малкович. Но навидом затворената приказна неодамна доби нов заплет. Нашиот Михаил Милошевски постави прашање на повеќе адреси и дојде до заклучок дека се случил раскол меѓу потенцијалните инвеститори. Владата тврди дека преговара со дел од нив, меѓу чии поддржувачи е и Малкович. На почетокот на летото во 2022 година, холивудската звезда Џон Малкович ја возбуди македонската јавност со најавата дека заедно со група инвеститори сака да гради холивудски студија во земјава.
We have decided to call the project Stonebridge Studios to honor the rich culture and incredible history of the people of Macedonia. Копајќи малку подлабоко од промотивните видеа, набргу дојдовме и до планот. А според него, филмските студија требаше да се градат во некоја од слободните економски зони, но беа во втор план. Инвеститорите бараа прво да изградат така наречен Скопје Технолоджи парк, комерцијално деловен, но и стамбен комплекс кој би се градел на државна земја близу центарот на Скопје, на Качанички пат. Во име на инвеститорите зборуваше бизнисмен од регионот. This group of people are people which they don't do monkey business. They are doing real business. Групата потенцијални инвеститори бараше нивниот проект да добие статус на стратешка инвестиција, што според домашното законодавство носи бројни поволности. По неколку месечни од статус кво, стана јасно дека проектот нема да добие статус стратешки од оваа изјава на директорот на Дирекцијата за технолошко-индустриските развојни зони Јован Деспотовски. Проектот се состоеше од повеќе елементи. Филмскиот град беше само еден од тие. Имаше еден крупен сегмент кој што подразбираше фактички развој на комерцијални објекти. Дел за домување, дел за деловни намени. Имаше тој делот на real estate, она што го зборуваме. Добро, претпоставам, ако доаѓаат да снимат филмови, треба да спијат некаде. Не. Значи, сегмент, во рамки на самиот проект одредени елементи укажуваа на тоа дека навистина нема зошто да се дават одредени привилегии на одредени инвеститори, мајќи во предвид дека таа дејност во држава е поприлично развиена. Со други зборови, власта препозна обид под плаштот на филмски студија, некој да изгради канцеларии, хотели и станови со државна помош. Но тоа се чини не го поколеба Џон Малковиќ и барем дел од луѓето околу него. Актерот и режисер дојде на Охридско лето 2023 година. На пресконференција по повод неговото гостување, новинарите го прашаа, но протоколот на манифестацијата не му дозволи да одговори на новинарско прашање за изградбата на филмскиот град. Но веќе наредниот ден, од една скопска винарија, тој побара поддршка за реализација на проектот, без притоа да објасни каде и што точно сакаат да градат. I firmly believe that the STP Stonebridge Studio project is a golden opportunity for all Macedonians. This endeavor is not just about constructing a film studio, it represents the convergence of art, creativity, and economic growth. It represents the future and will bring thousands of new jobs and serve as the foundation for a new, brighter economic future for all Macedonians. Овој настап, на кој повторно не беа дозволени новинарски прашања, се чинеше дека е последниот чин во уште една од многуте бомбастични, но никогаш не остварени инвестиции во земјава. Но при крајот на минатата 2023 година, Јован Деспотовски излезе со информација дека разговорите за филмските студија се повторно отворени. По празниците, тој најде време да ни ги објасни и деталите. Првичната компанија, вели Деспотовски, сакала да гради нешто што на државата во моментот не е потребно. Но подоцна се појавила американска компанија, чиј интерес бил исклучиво на градење на филмски студија. Таа идеја Тирс сега сериозно ја разгледува. Како и за секој друг инвеститор, значи ги поканивме, имавме иницијален разговор со регионалните представници на самата компанија. Она што можам да го кажеме дека сериозни луѓе, да кажеме, стојат во позадина на самиот проект. Дали се истите поврзани со стратешкиот проект за кој што е аплицирано во владата пред неколку години, искрено и не знам. Меѓутоа, повторно кажам, како и за секој друг инвеститор, ги поканивме на разговори, разговорите течат во моментот. Иако Деспотовски не ги именуваше поединечно, инвеститорите кои сега сакаат да градат филмски студија, се речиси истите кои сакаат да градат и претходно. Клучна разлика е што во обновените преговори е исклучено лицето на брендот СТП Capital Partners Иван Видаковиќ, кој беше регионален представник и најгласен во барањата за инвестицијата. Компанијата која што застапува, господинот што го споменавте, аплицира за договор пред владата, значи во рамки на закон за стратешки инвестиции, каде што ние немаме, кажеме, како дирекција допирна точка.
правниот субјект кој што сега ни пристапи и ни достави писмо за намери е сосема друг правен субјект, така што повторно кажем разговараме со регионалните представници на самата компанија на тема која што е повторно кажем за проект кој што можеби е сличен заради тоа што станува збор за филмски студија, меѓутоа со доста поизоштрен фокус. Дали СТП Capital Partners и нивниот комерцијален проект на Качанички пат извисија и со кого точно преговара Македонија во моментов? Одговори побаравме лично и од Иван Видаковиќ. Според него, додека тие нуделе готов проект, државата зад грб водела тајни преговори со други актери. И сада кад повезувам коцкице, знате, ја верувам након Жона Малковиќа да су се отвориле неки тајни разговори, преговори, не били се овој дел со филмским и музичким студијама издвојо, jer je očito sada pred izbore, možda bi to bila vruća tema, zašto se ne dozvoljava filmski studio ljudima poput Johna Malkovića, Mata Dilana i tako dalje. I ljudima je to ovako još više ih zbunjuje. Tako da mislim da su na taj način hteli da jednostavno izdvoje filmske i muzičke studije, spreče bilo kakvu potencijalnu negativnu kampanju gde bi učestvovali neki vodeći glumci. Ja? Преговорите за доставените проекти, вели Видаковиќ, оделе во позитивна насока со минатиот премиер Заев. По доаѓањето на Ковачевски на власт, комуникацијата запрела. По 2 годишниот молк од доставувањето на барањето за стратешка инвестиција, понудените проекти биле одбиени во ноември годинава, без никакво образложение. Видаковиќ вели, власта се обидува пред избори да го спаси само делот за филмски студија. Они уместо да то ураде пред 2 години, они сада пред изборе traže neki načine da bajpasiraju, da izvuku projekat koji ih verovatno najviše boli ako ide medijski negativno. I pitanje je šta će ponuditi. Ja lično ne vjerujem da će se to desiti. A vidjet ćemo šta se dešava u međuvremenu i to će onda pravnici odlučiti kako će to ići dalje. Ali neće ići tako jednostavno kako su neki zamislili. За него е спорно и зошто нивниот проект, кој бил окарактеризиран како комерцијален, бил одбиен, а статус на стратешка инвестиција, например, добил инвеститорот на Попова шапка. Interesantno, ako već pričate da je naš projekat real estate projekat zbog par stambenih zgrada i ne uzimate ništa ovo ostalo u obzir i ne razmatrate, a onda kažete da su renoviranje 2 hotela i 2 žičare i gradnja preko, ja ne znam koliko, onih kuća za prodaju i odmor, strateška investicija, onda se dovodi u pitanje ko ovde greši. Српскиот инвеститор вели дека сепак тој не се откажува од првичната идеја за изградба на технолошкиот парк и покрај како што вели немањето слух на властите. Додава и дека ќе почека да го види исходот од изборите во земјава, пошто ќе одлучи како ќе постапува понатаму. 360 степени се обиде да стапи во контакти со групата инвеститори, заинтересирани само за филмските студија. Не успеавме, ниту со посредство на Деспотовски, кој тврди дека е во директна комуникација и преговори со заинтересираните актери. Секој фрлен камен или изговорена псовка меѓу Северна Македонија и Бугарија лесно си го наоѓаат патот, ако не до традиционалните, тогаш до социјалните медиуми, а со тоа и до пошироката јавност. Така, намерно или ненамерно, се храни и живее анимозитетот меѓу двете соседни земји и народи. И додека политиката понекогаш и директно ја поттикнува тензијата, групи во двете општества се обидуваат да отворат и да негуваат поинакви наративи и комуникација. Галена Николовска Ризвановиќ за еден таков канал, релативно непознат за општата македонска јавност. Романот за младешките години на една 7 одделенка од Скопското основно училиште Песталоци, која очајно трага да го запознае својот татко, од неодамна може да се најде и во Бугарија. Марта на Горијан Петревски доби издание на бугарски јазик. Зад преводот стои Пламен Тотев, автор и издавач под чија палка во Бугарија се преведени и отпечатени 70 на дела од 40 на македонски писатели во последнава деценија. Пламен Тотев покаже еден сенс, едно чувство и за соседство, но и за добра литература. Еве, јас сум од оние автори, мислам дека последните што ме преведуваат во Бугарија и навистина сум среќен, задоволен. Замислете како, на кој начин отидов
во Бугарија како автор. Мене ме препорака мој читател, на која сум бил омилен писател во детството, тоа е Фросина Пармаковска, и тоа во најголемиот ковид, но таа препорака беше доволна за сосема кратко време да се појават моите романи Марта и Сама и третиот роман, другата Марта, како втор дел на романот Марта. Споменатата Фросина Пармаковска пак е меѓу првите млади авторки од земјава, чии дела се читаат и во соседна Бугарија. Романот Вишнова хроника е преведен на бугарски јазик пред 9 години, заедно со делата на повеќе други современи македонски писатели. Во однос на тоа што значи за мене тој превод е значи многу затоа што е мој прв превод воопшто на друг јазик, а и на моите колеги тогаш своевремено. Понатаму Пламен ги објави речиси сите мои романи, последниот излезе сега неодамна, но ги објави во Бугарија одбројување и навраќање. И она што можам да го забележам не е објавување само поради објавување, имам впечаток дека книгите живеат, затоа што сите овие книги што ги споменав имаа своја промоција таму пред голем број читатели. Денес преку социјалните мрежи лесно е и да се добие фидбек, така што сум доста задоволна, имам впечаток дека ете книгите си го наоѓаат својот пат до читател. Пармаковска и Петревски беа меѓу десетината писатели присутни на двојната промоција која имаше и мала турнеја низ земјава. На среќните луѓе не слават родендени од домашниот автор Сашо Кокаланов и животот на литературната класика на бугарскиот книжевен истражувач и критичар Пламен Тотев. Освен за делата, на настанот се зборуваше и за издавачката мисија на Тотев. Еве како го представи директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Софија. Го имаме на една страна овој човек кој што своето срце го подарил на културата и заради тоа има голема благодарност не само од нас, и од норвешки, и од шведски, и од грчки, и од хрватски автори. На неколку фестивали што сме биле, он исклучителен културтрегер и исклучителен организатор на книжни настави. Особено пристрастие имам към македонската литература, защото първо много ми е близка като емоция, като тематика, като начин на писане. Најголема помош во изборот на дела Тотев вели дека има од неговиот колега Нове Цветановски, кого го опишува како Кристофер Колумбо во македонската литература. Заедничката соработка ја почнале од првата средба во 2015 година. Не 100%, не 102%, беше 600% успешно, затоа што на таа средба веднаш договоривме превод на 6 книги од млади македонски автори и тие преводи мислам дека беа кај повеќето први преводи на друг јазик освен на македонски и беа излезната врата за тие автори на други јазици, односно надвор. За изборот на делата кои ќе ги издаде, Тотев вели дека критериум му е книгата да го привлече како читател, па така ја добива желбата делото да го представи и пред бугарската читателска јавност. Бях възхитен от първите книги, които прочетох и издадох след това. Те бяха на Фросина Пармаковска, Вишнева хроника и Сплава-род на Владимир Плавенски. Бях възхитен от това как съвременната македонска литература успява изключително увлекателно да пише и за настоящето, и за миналото. Нещо, което е много важно, защото има много модернистични експерименти изобщо и в македонската, и в българската, и в европейските литератури, които са да бъде по-интересно писане, стилът да бъде по-интересен, но това не винаги допада на читателя. На прашањето дали наидува на негативни реакции поради актуелните случувања меѓу Македонија и Бугарија, тој одговара. И мисля, че точно ние сме хората, които изграждаме мостове. Мостове и между държавите, между македонци и българи. Просто това е нещо, което има смисъл. Докато политиците по-скоро са готови да разрушат тези мостове. Прашувам особено ова прашање, затоа што е интересно што еден од причините, да речем, за раздор е токму јазикот. Јазикот на творење. За вас постои македонски јазик, од македонци.
Да, вярно е това и може би твърде много се експонира тази тема и в България, но факт е, че мнозина от българите, повечето от българите, ако вземат да прочитат една македонска книга, не биха могли да я прочитат, не биха могли да разберат всичко, което е в нея. Могат да се догаждат какво е написано, но едва ли биха могли да разберат всичко, както ако го прочитат на български. За другиот повод за настанот, промоцијата на романот настанат од сценарио Срикните луѓе не слават родендени, говореше авторот Сашо Кокаланов. Идејата ми беше да се обидам во книжевноста да постигнам нешто што во филмот се нарекува филм во еден кадар. И затоа романот е напишан без нови редови, во еден здив. Идејата ми беше да биде малку пократок, да бидам искрен, за да може и да се прочита во еден здив. Двајцата автори на промоцијата беа најавени како перјаници на новото време, но секако не се и единствените. Северна Македонија можеби нема пандан на Пламен Тотев, но секако има издавачи кои ги носат бугарските автори пред нашата публика. Драго ми е што вечерва оваа промоција беше збогатена со гостувањето на бугарскиот издавач и на книжевен деец Пламен Тотев. Особено затоа што Пламен Тотев со неговата издавачка куќа дава голем фокус на македонската литература, голем дел од македонските автори, голем дел од авторите кои што ги се издадени во Или се преведени на бугарски јазик, така што ете и македонската литература ја доближува до бугарските читатели. Од друга страна Или исто така има преводи на бугарски писатели, тука е секако Георгиј Господинов, кој што е многу популарен кај нас, неколку пати и беше во Скопје, тие промоции беа навистина одлично посетени, тука и Владимир Зарев, Капка Касабова. Секоја преведена книга и секој преведен автор се уште еден мост. А мостовите можеби секогаш не придонесуваат за подобро разбирање, но без исклучок поврзуваат. Како инаку, двете страни би почнале да комуницираат. Војната меѓу Израел и Хамас во појасот Газа, населен со палестинци, продолжува, а нејзин крај воопшто не е на повидок. Гинат и израелски војници, но многу повеќе гинат палестински цивили. Според некои извори, 25.000 од почетокот на војната во октомври лани. Израел засега покажува отпори на американските барања за избегнување цивилни жртви, но и за трајно решение со две држави. Ова е темата на разговорот на Владимир Мирчевски со нерезидентната амбасадорка на Израел во земјава Симона Франкел. Ambassador, you're here in Skopje for the International Holocaust Remembrance Day, when all around the world victims of the Holocaust are being commemorated. Here, almost more than 80 years ago, we lost almost the entire Jewish community. From this historic perspective, how do you see on the current Israeli-Macedonian relations? The relations between Israel and North Macedonia are very good relations. We recognized North Macedonia almost 30 years ago, and since then we had all the time good relations, and we know that North Macedonia usually supports Israel, and we support Macedonia also in the endeavor to enter the EU in a short time. We hope shorter as it can be. When we talk about Macedonian-Israeli relations, I have to ask you a question. Is the fact that North Macedonia voted for immediate ceasefire for the fightings in Gaza is somewhat like a burden for the relations between the two countries? No, I don't think so. Sometimes there are disagreements between countries, between friendly countries, and this is the case with North Macedonia. I met yesterday Minister Osmani, and I know that North Macedonia fully supports Israel. What did you expect from the Macedonian authorities in this case? I'm talking about the UN resolution that was voted in last December.
We expect from Macedonia and from other friendly countries to understand that a ceasefire is not a solution, an immediate ceasefire is not a solution to what's going on now in the Gaza Strip. Israel is acting in order to overthrow the Hamas rule from the Gaza Strip and to destroy their military capabilities. We know that once that will be the case, we don't want to occupy the Gaza Strip and we don't want to control the population of Gaza. Your country at the moment is in war with Hamas, something that was initiated by the bloodbath events on October 7th. But after 3 months, with every day passing by, calls for ceasefire are getting stronger and stronger. Even Israel is being accused that is using extreme force that has resulted in a lot of deaths, mostly among civilian population. Some are even arguing that in the eyes of the international law, this is not a case of valid act of self-defense by Israel. I don't know who are the some that you are quoting, but what I can tell you is that Israel is acting at this moment in a very tense, populated area. Israel called, before starting the war, called all the innocent civilians in the Gaza Strip to leave for a secured area at the south of the Gaza Strip, where we said that no one will be armed there. Unfortunately, the Hamas didn't let most of the population to go there. The Hamas is using the population, the civilian population in Gaza, as a human shield. They are building tunnels beneath hospitals, schools. They are using the kindergartens as storage for arms and ammunition, and they are acting from the hospitals in order to target the IDF soldiers. I'm well aware that you are not a military person, you're an ambassador, but the pressing issue that is demanding answer is when will the IDF's operations in Gaza Strip come to an end? It seems that maybe Israel is losing the support of the international community due to the huge amounts of losses among civilian population. So my question is, when do you expect for the military operations to come to an end? I expect it to come to an end once we know that Hamas lost all its military capability and they cannot rule anymore in Gaza. We know, and especially the first aim of this operation is also to release the 132 hostages that are still kept without denying any human rights, with denying any rights of hostages. Hamas don't let the Red Cross to visit them. They don't supply them with medication and with medical treatment. We know that some of them are mutilated since October 7th, and this is our first goal, is to release the 132 hostages that are still held by Hamas. Is in that process of liberating the hostages, maybe the civilians are becoming collateral damage? I don't like the idiom of collateral damage. I think it's a wrong one when you talk about civilians, when you talk about human people. But, you know, when you are acting in a very populated area, when people are used, civilians, innocent civilians are used as human shields, it's very difficult to prevent those cases, though the IDF is using the utmost measures possible in order to prevent that it will happen. We don't have anything against the Palestinian population. We are targeting only the Hamas terrorists. Let's say that Hamas is defeated in the near future. Do you think that this will finally bring peace in the region between Israel and the Palestinians? And why is Israel now not accepting the idea of two-state solutions for the overall problem? I think that every solution possible should be discussed after the Hamas would be defeated and the hostages would be released. I think that everything can be put on the table, but once we know how this fight
ended, then we can discuss any other solution. Thank you very much. Thank you. Ова беше разговорот на Владимир Мирчевски со израелската амбасадорка во земјава која не покрива од Тел Авив Симона Франкел. Наред е новата саботажа на авторот Сречко Поповски. Отсуството на јасен став за конкретни и тоа најкрупни прашања ја разнишува довербата кај оние кои инсистираат на остварување на не само нивните државни, туку и на однапред зацртаните македонски стратегиски цели. Затоа е во ред да се подсетува. If they say, I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is, you wouldn't buy a car from that person, so I don't think you should vote for them either. Одбивањето да се даде конкретен одговор на фрлената ракавица не води кон решение, туку кон дополнително комплицирање на односите. Не дека тоа ќе влијае на скорот, не покажува наводната надменост и божената цврстина на позицијата, која реално отсуствува. На студиите сум ги положил предметите како што се моторни возила и возила со внатрешно согорување со највисока оцена 10. И доколку некој му е потребен мој совет какво патничко моторно возило да купи, устојам на располагање. Упорното инсистирање на став доведе до ситуација во која некој друг беше одговорен за отварањето на воздушните перничиња по вербалниот сообраќајен инцидент. Па продавачот, за да биде појасен, укажа дека потенцијалниот купувач немал јасен увид во тоа кој стои зад автомобилот што е на пазарот. Не мислам дека господинот Обрајан како искусен дипломат си дозволи да суди личност која што не ја познава, бидејќи интервјуто беше дадено пред да ме запознае. Сенам дека така искусен дипломат не би си дозволил таков тип на изјава, но ќе го прашате, претпоставам, ако дојде повторно, па нека ви даде соодветен одговор. Дојде и тој ден кога можеше да се искористи повторното доаѓање за да се постави жешкото прашање и за изненадување. Одговорот остана исти покрај тоа што беше даден врз основа на познанство кое што веќе на големо е абсолвирано. I want to stay with what I have said when I was here in November and also today. People of this country will have a clear choice sometime in the next months between a vision that knows how to go to Europe and something else. Останува да се види што е тоа нешто друго, иако е евидентно дека дури нито аналитичарите блиски до структурата без став немаат баш јасна и чиста визија што е тоа што се бара. Ја верувам дека сите партии ќе се заложат за побрза европска интеграција. Тоа се е сосема варијат. Тоа е некој зацртан пат, сега кога ќе биде, како ќе биде тоа. Но прашањето е само како ќе се оствари тоа. Така да ја не гледам тука некаков проблем. И на крајот, не дека има проблем, но тој може да стане ако се има предвид чудно втемелениот оптимизам за можноста од промена на ставовите. Ке ве подсетам за време на конфликтот 2001, господинот Џорџ Робертсон какви беа првичните ставови, а потоа како се сменија сосема обратно. Ке се сетите на што говорам. Политиката се менува според тоа колку имате рбет и колку сакате да постигнете крајната цел. Јас не велам дека ние веруваме во невозможна мисија. Примерот со поранешниот генерален секретар на НАТО и смената на наративите во 2001 година е планетарно недугав. Ако тоа е репер за перспективата, тогаш не само Европската Унија, туку се ќе стане невозможна мисија. Гледавте 360 степени. Нова средба в понеделник во 20:15. До тогаш пријатно.